Почитувани мој добар ден, го гледате новото издание на Црвена линија. А во него Собранието во 1993 година усвои резолуција во која се дефинирани надворешно политичките приоритети на земјата, а тоа се членството во НАТО и во ЕУ. Македонија денеска одбележува 3 годишнина од зачленувањето во НАТО. Европската Унија за сега не остварена желба. Уште колку години и уште колку компромиси ќе треба да направиме за влез во Европската Унија. Тука секако безкомпромисно ќе потенцираме дека е пожелно да бидете дел и од Црвена линија на социјалните медиуми, тоа значи да не заследите на Facebook Црвена линија, на Twitter Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, и таму е објавена денешната тема, што значи на овие платформи можете да коментирате, шернувате и лајкнувате. А задолжително е и да не заследите на Инстаграм. Па веднаш да кликнете и на Инстаграм стори Црвена линија и да земете активно учество во денешната анкета, во која ве прашуваме: се чувствувате ли побезбедни овие 3 години? 2 опции за одговор, едната да, другата не, и секако резултатите ќе ги соопштиме по рекламите во ова денешно издание на Црвена линија. А во продолжение да ве загриеме и вас, се разбира, одиме со прилогот на Миомир Серафиновиќ. Специјалците на РМ, познати како волци, повторно ги покажаа своите вештини. Овој пат за одбележувањето 3 години членство во НАТО. На небото придружувани со сојузнички авиони, на тлото со гости на одбележувањето и со воениот врв. Формалното членство од 2020-та беше круна на аспирациите и на достигнувањата од сите претходници. Покажавме дека сме сигурен и одговорен партнер, кој стандардите во обуката и интероперабилноста ги оствари многу порано од нашето полноправно членство, а кое го потврдуваме и во изминатите 3 години. Членството сепак дојде по уставните измени, по тешки, храбри, но државнички чекори, рече премиерот Ковачевски, додека министерката Петровска пресмета дека НАТО обврските, особено по украинската војна, се устваруваат и на финансиски план. Ја остваривме едногласната одлука на нашето собрание и идејата на нашите предци, кои се бореа да сме еднакви со најразвиените. Успеавме да се избориме на овој пат со носење храбри, државнички и тешки одлуки. Со истото темпо продолжуваме и на нашиот пат кон членство во Европската Унија. И покрај сите економски и енергетски предизвици со кои се соочи владата и министрите од економските ресори, буџетот на одбраната расте. Согласно плановите, нашата земја ќе го достигне НАТО критериумот од 2% од бруто домашниот проицвод, алоциран за одбраната веќе следната година. Многумина дојдоа, но врховниот командант, председателот Стево Пендаровски, го немаше. Не бил планиран ниту за одбележувачки говор. Високи представници од кабинетот во име на председателот Пендаровски ќе учествуваат на различните настани кои се организирани во рамки на деновите на НАТО по повод одбележувањето на 3 годишнината од приемот на Република Северна Македонија во НАТО. Затоа Ковачевски имаше 2 обраќања, и во Илинден на централната прослава и на појадокот со амбасадорите на НАТО во клубот на пратеници. Таму збор следе шефот на дипломатијата, кого го немаше во касаната, каде не дојде ниту еден министер од ДУИ. Безбедност и членство во најголемиот војно-политички сојуз како придобивка, но и војната во Украина беа главни поенти на говорите. Покрај осудата за руската агресија, настаните ги искористи украинската амбасадорка со барање за нова војна помош од сојузниците. Уште од самиот почеток Северна Македонија ја осуди руската војна против Украина најсилно и веднаш ја повика Русија да престане со војната интервенција и да ги повлече своите сили од украинска територија. Како најмлада членка на НАТО, Северна Македонија дава војна помош на Украина за обезбедување војна помош за Украина се од суштинска важност на самото борбено поле за украинските борци кои ги бранат демократските вредности. Македонија го изоде најтешкиот пат до рамноправно членство во НАТО. Почна со политичка декларација по самостојувањето пред 3 децении.
Во 1999 државата стана кандидат за членство, кое дојде дури по промена на името. Незначителна маргина се оние кои беа и се против членството, за кое постоеше општ консензус. Истакна примерот Ковачевски пред кого ренџерите ги покажа своите акции. Овој пат како војници на НАТО. А јас уште еднаш ќе ве потсетам да учествувате и денес во анкетното прашање на Instagram Story Црвена линија. За оние кои што може би подоцна се вклучија и ве веќе кликнете на Instagram, заследете не и на Instagram Story изгледаме вака. Прашањето е: се чувствувате ли побезбедни овие 3 години? Две опции за одговор: да, не, кликате соодветно на тоа што е вашиот одговор и подсетувам дека резултатите од анкетата ќе ги соопштиме по рекламите. А сега е време да започнеме дискусијата со вас, драги мои, на 02-307-0005. Време е да ве вклучиме вас и да не ги дадете вашите одговори на нашите прашања. А денес ве прашуваме уште колку години, уште колку компромиси ќе треба да направиме за влез во ЕУ, а меѓу другото секако и прашањето до гледачите: дали се чувствувате побезбедни овие 3 години. Ако имаме гледач, стартуваме со вас. Се знае, правилото е да се намали тонот на телевизорот. Зборувајте само преку слушалка, се разбира од технички аспект, ќе биде одлично конектирано и немате да има никакви проблеми. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, добар ден. Добар ден. Прво прашање. Поздрав до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Се чувствувате ли побезбедни овие 3 години? Да, се чувствувам побезбеден, ќе ви кажам од која позиција само се чувствувам побезбеден. Ако денески ние не бевме членка на НАТО, Бугарија ќе влезеше во Македонија, да знаете. Ова ви го кажам сигурно затоа што јас припаѓам 30 години тие безбедносни сили. Иначе НАТО е чувар на сите луѓе кои сакаат да бидат слободни, демократски, да се движат било секаде и каде. И на капиталот, и на имотот, каде што во Македонија, со доаѓањето на странските фирми кои што се присутни во Македонија, сега се веќе безбедни, затоа што сепак НАТО е безбедност, сигурност и гаранција на интегритетот, суверенитетот и територијалниот интегритет. Така да сега Македонија без разлика може некој да се подбива од А други. според вас, кажете ми колку компромиси и колку време ќе треба да направиме компромиси за да влез во Европската унија? Какви прогнози имате во однос на тоа? Видите, компромисот, ја ќе ви го кажам кој е. Компромисот само за отворањето на Уставот на Република Македонија, ставањето бугарите, црногорците, хрватите и евреите. Се знае кој е компромис. Тоа е компромис. А компромисот за во НАТО беше Северна, таа географска одредница, Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас и ве го слушнавте и мислењето на првиот гледач во Црвена линија. Ајде да видиме што ќе одговори следниот. Добар ден. Добар ден. Па еве според вас, прво прашање: се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Добро. Секако дека сме по-безбедна земја, затоа што сме членка на НАТО, таму кај што се најмоćните земји од Европа, со исклучок на Русија, како што реков, Европа и Америка. Тука безбедноста ни е загарантирана. Се работи за системот еден за сите, сите за еден. И тука нема што да збориме. Значи, безбедна земја, која го плативме, знаеме како плативме, моравме да направиме додавка Северна Македонија. Што се однесува до компромисите, еве според вас колку компромиси, колку време за компромиси ќе треба да има Македонија за влез во Европската унија? Тоа никој не може да го каже. Сега за сега добро се гази, мора да го отвориме уставот, да ги внесеме бугарите, а потоа ќе видиме што ќе биде. Кога сме тука веќе членството на НАТО, јас ќе ве замолам во моje име и во име на сите кои ме поддржуваат мене, ако можете да најдете снимката од кога беше промовирано влезот на собрание
влезот во НАТО во собранието на Република Македонија. Тогаш сите станаа и аплаудираа со исклучок на еден човек кој си ги местеше панталоните, а се вика Христијан Мицкоски, лидер на опозицијата. Ке ја молам, ако може да го најдете таа снимка, да ја пуштите, да видите кој се залага за НАТО и за ЕУ, а кој не се залага. Имајте убав ден, пријатно. Имајте убав ден и вие секако продолжете да ја гледате Црвена линија. Ке преминеме и на Твитер заедницата и Твитерџиите има доста коментари, но она со што ке стартуваме денес во ова издание на Црвена линија е секако со официјалниот твит на владата на Република Северна Македонија. Па еве што напишаа: денеска гордо велиме, ние сме НАТО, зашто знаевме да бидеме храбри и да донесеме вистински одлуки во вистинско време. Република Северна Македонија свечено ја одбележа 3-та годишнина од членството на земјата во НАТО алијансата. А ние во Црвена линија ве прашуваме, се чувствувате ли побезбедно овие 3 години и според вас уште колку години, уште колку компромиси ќе треба да направи Македонија за влез во Европската унија? Добар ден. Ало. Добар ден. Дали сум на линија? На линија сте. Според вас се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? За поздравување и честитки до нашите до армијата што влеза во НАТО. И тоа е една голема похвала за нашата држава. Се покажа тоа и ево се докажува дека безбедноста ни е 100% сигурна во тој сојуз што е како една најмоćна одбрана на нашата, не на нашата држава, него општо на Балкану и во светот. Сите овие што се компромиси се за добро направени. Сега немаме компромис да правиме со други компромиси, само треба да исполниме ние врската што е прифатена, што е понудена од Европска унија да ги внесиме сите малцинства во преамбула да број 5. И со тоа да може да продолжиме да влеземе и во НАТО. Сега овие сите што беа тоа скептици за НАТО, за ваму, живеат сигурно, се слободни. Така ќе биде и со влез во Европска унија, што ќе го подобриме стандардот над 80%, речено, така речено. Затоа, секој граѓанин треба да е свесен, овие добри благодетели да ги може да ги искористи и да настојува да се тоа што може побрзо да се усвои и да влеземе еден ден како членка на Европска унија, како развиено општество со сите своји позитивни особини што ги има таа Европска. Така, благодарам многу, само ќе ве замолам, внимавајте и на тајмерот 90 секунди, како да продолжате да не следите. Верувам дека наредните 90 секунди ќе добиеме повторно одговор на прашањето: се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Добар ден. Добар ден, Тигиш. Добар ден, се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Ова како да се јавим од тето од диаспората да се јави. Зошто? Така и звукот ми доаѓа како од диаспора да се јави. Се увате во Црвена линија. Дали ви е намален тонот на телевизорот? 0. Proceso Deutsch, catalavaše danas, comprende española. Zato ti rekao se, gledaš kako se. Сакаш повеќе да збориш од мене? Ај мојте се да ми искористих и ти. Па јас се јавим да ти кажем. Дали се наоѓаме во Македонија? Comprende mi española. Catalavaše danas. Разбираш македонски. Затоа зборуваме овде. Вие пуштате тука, ви кажувате не. Дали сме ние тука дома? Прашањето е за НАТО и за сите. Дали сме дома, тука, дали сме македонци, имаме македонска армија, македонска полиција, македонско безбедување, македонско све. Дали имаме све или сме под окупација на НАТО? Објаснете ми вие, зашто се правите вие многу попаметна телевизија од народ. Немам одговор на ова што го кажавте. Сигурно не паметуваме премногу, но го ресетиравме времето на ваше барање. Секако ако велите дека се јавувате како да сте од диаспората, имавме чувство дека имате технички проблем и нормално да потенцираме да се намали тонот на телевизорот. Како е да е, продолжуваме со
со гледачите што и да кажат секако е добре дојдено, доколку не е навредливо и говор на омраза во односи на другите гледачи. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Повелете. Не чувствувам никакви придобивки во минативе 3 години, затоа што ако се земе во предвид безбедноста и претходно бевме исто безбедни. Значи, бевме окружени со сите земји членки на НАТО, со исклучок на Србија, додека Косово е нели протекторат на НАТО, така да од безбедностен аспект ниту тогаш нешто беше поинако, ниту сега е поинако. Сега она што не чини, она што не е во ред, е тие во наводници компромиси кои што ги направивме за влез во НАТО и треба да ги направиме за влез во Европска унија, а тие за жал не се компромиси, се работи за отстапки и тоа отстапки под вид на капитулација. Оно што го подпишавме во Нивици е нешто што до сега не се случило во човековата историја модерна, па најверојатно и во постарата, затоа што ние ова што спомна гледачите, ние не добивме одредница, ние добивме сложено име. Значи според правилникот на формирање на држави нека се информираат што значи одредница, што значи сложено име, меѓутоа она што е пострашно, тоа е членот 7 став 2 и 3 од истата капитулација, каде што ова што го спомна гледачот пре мене. Значи, дали постои сега македонска армија, македонски народ, не знам како што беше македонска телевизија, македонски театар и така натаму, така натаму. Значи, се доведовме самите до степен на искоренување на придавката македонски. Тоа значи институционално укинување на македонскиот народ. Благодарам за вклучувањето, продолжете да не гледате и секако внимавајте на тајмерот, ќе подсетам по кој знае кој па 90-та секунда се исклучува, но тоа нека не ве спречи доколку сакате да добиете нови 90 секунди, секако можете да го сторите тоа. Продолжуваме со вас, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори на нашите прашања? Па, безбедни. Беме и порано и сега се е исто. Значи, ние не сме безбедни внатре во државата, а па уште да бидиме безбедни и околу од комшиите. За влезот во НАТО го излагаа сет народ, како требеше на референдум да се гласа. Викаа, че биде по-добро, че има инвестиции, че има плати, че има живот, од тоа ништо не излезе. Сега и за да се смени уставот, се смени името. Рекоа тогаш дека нема да го отварат уставот, го отворија, се колнеа во се живо и диво. Сега пак да се отвори уставот, нашиот устав стана алваџијски тефтер. Кој кога сака, тогаш го отвара, тогаш го затвара. Ништо подобро нема да види обичниот граѓанин и обичниот македонец. Седа дека не се уништи македонското, се ќе бараат компромиси. Коки Мајкин убаво кажа, чуму ми е идентитет кога нема пари. Пари дајте, пари! Да крадат, да лажат, да навредуваат, да се полнат со незаконски пари. Ништо друго. Ова гарнитура го уништи Македонија и македонскиот народ. Благодарам за вклучувањето. Сега ќе се префрлиме повторно на Твитер. Твитерџи, ви ги читаме, да, еве и вие можете, можеби ќе се надоврзите на нивните коментари, ќе имате коментар на она што го пишуваат и тие. Ќе почнеме со твитот на МК Кодер. Напишал тоа, Македонија во НАТО и ЕУ ни уништува државата повеќе од 3 децени. Дали е крајно време да го приспитаме тој лажен постулат? Еве како ретвитнал Љубет, напишал. Не е лажен постулат, реалност е. Да не беше тој лажен постулат, досега повеќе пати ќе пропадневме како држава. Ќе пропаднеше референдумот 1991, оти многумина беа за НАТО и ЕУ и тогаш ќе не избришеше светот од мапата после спорот со Грција од 1993 и по 3 ќе капитулиравме 2001 година.
Продолжуваме со вас, го бараме од вас одговорот на две прашања. Првото е дали се чувствувате побезбедни овие 3 години и според вас уште колку години, уште колку компромиси треба да направи Македонија за влез во Европската унија? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, добар ден. Во црвена линија сте. Кој ќе бидат одговорите на нашите прашања? Еве, се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Побезбедно? Во никој случај. Во никој случај. Затворени дома со корона. Добро, времето ви одминува. Еве, според вас Македонија уште колку години, уште колку компромиси треба да направи за влез во Европската унија? Бре, господа. Значи, ни пари, ни покачувања, ни лекови, ни здравство, ни термини, ни ништо немаме у оваа држава. Добра, во однос на темата, еве, што ќе ни кажете за земјава во однос на компромисите кои што треба да се направат и уште колку години ќе треба да прави Македонија компромиси за влез во Европската унија? Па Македонија, бре, што да прави оваа Европска унија, бре? Страмота е ова што се прави. Добро, ве слушаме. Имате уште нешто да додадете? Страмота. Значи во оваа држава немаме никакво право. Страмота. Страмота, страмота. Лекови. Добро, во ред, благодарам и вам за вклучувањето. И еве, ќе подсетам, имате 90 секунди. Не правете предолги паузи, секундите ви припаѓаат вам, така да сакаме да слушнеме како ќе се изјасните и кои ќе бидат одговорите на нашите прашања. Продолжуваме со вас, гледачи. Добар ден. Здраво. Здраво. Се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Баш тоа сега да ти кажам, само у негативна смисла се осеќам побезбедно. Зошто? Значи, од бетер на дам бетер. Значи, од лошо на полошо. Ме слушате или зборам упразно? Да, ме слушаме, продолжи. Сега, значи, анкетата е таа. Значи, минус огромен. Што се однесе до влезот во НАТО, како беше, дали сме уште некои... колку години, уште колку компромиси Македонија треба да направи за влез во Европската унија? Добро, вие сте унија? пореални упрашањето од една друга телевизија. Баш тоа компромиси и уцени, закани и све остало што мораме да голтаме од такви организации како НАТО, како Европска унија. Имаме плюс комши многу меракли да соработуваат со нас, значи големи љубовжи од соседи. Така да задоволството е обострано меѓу сите наши комши тука. Со сите, значи нема врска, не правам исклучок. Ова НАТО фактички им го дозволява ова обяснење на нашите комши тука што ни го прават, да менјаме идентитети, што сменивме име, презиме и све свашта. Али би кажал една убава вест, барем едно нешто се случи на овој датум, беше бутањето на тој невидливиот стелт F-117А. Поздрав едно. Благодарам за јавувањето. Одиме со Твитер, продолжуваме со твитот на Игор Савич, кој што напиша: не пропадна референдумот под 1, по 2 не избриша од мапата на светот, по 3 капитулиравме во 2001, значи од старт бил погрешен правецот. Да, и јас бев полно грло НАТО и ЕУ, ама бев млад и зелен. После 96-та се виде дека се трче лажи укради политика. Добар ден за следниот гледач. Или гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Јас мислам
Да, ве слушаме, продолжат. Јас мислам дека доколку се формира Светска федерација на држави, Европската унија и НАТО природно ќе исчезнат. Што значи тоа? Ако се трансформираат Обединетите нации во Светска федерација на држави, ќе има единствен безбедносен систем во светот и ќе има траен мир во светот. Треба да работиме на обединување на целото човештво во светот, да има мир секаде. Значи, или трансформација на Обединетите нации во Светска федерација на држави, или федерација на држави во светот како друга организација. А тоа значи дека сите НАТО и сите и Европска унија и се друго ќе изумри по природен пат, затоа што таа ќе биде најака и најмоćна. Така да човештвото треба да работи на таков систем во светот, за траен мир во светот. Мислам дека секој космополит во светот ова го размислува. Ако почнеме да размислуваме како космополитите, тогаш ќе имаме... Внимавајте на тајмерот и секако и вам благодарам за јавувањето во црвена линија. Следните 90 секунди, верувам дека брзо ќе имаме вклучување и ќе ги добиеме одговорите на прашањето. Дали се чувствувате побезбедно овие 3 години? Добар ден. Дали сум ја на линија? Вие сте и тоа во црвена линија. Се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Опште не. Зошто? Па еве се ќе ви образложам. НАТО не направи сигурност на државата, направи корупцијата да света, судството да не функционира, ненародни пратеници да си прат пари со криумчарење на дрога, така да не осеќам безбедност никаква, на секој чекор да се плаши да не залута некој куршуш да те утепа, како во Тексас да живееме, а уште колку остапки треба да направиме, ќе треба скроз да се лишиме од земјината топка како македонци, а до тогаш Европа ќе се расформира. Така да опште од НАТО не видовме никаков корис. Само даночни обврзници што ќе бидеме во НАТО, што ќе треба да плаќаме пари дека сме влезени во НАТО. Влеговме во НАТО под лажна информација, референдум се прави, а уствари за влез во НАТО. Избришавме име, поништивме знаме, ги исклучивме сите историски фактори во нашата прекрасна Македонија, ги избришавме сите наши борци, правоборци и од турско и од партизанско, и што добивме? Сите празници верски да ги делиме, учебници да имаме на бугарски, да имаме први вие, новинарите, не сме безбедни. Ништо повеќе не треба да се дискутира. Цензура се стави на говор. Благодарам за јавувањето. Повторно малку од Твитер. Продолжуваме со твитот на The Templar, кој што напишал: се додека рационални луѓе се обидуваат да оправдаат ирационални политики и потези на власта, ние ќе плаќаме за незините несрекни политики. Андреј ретвитнал, или обратно, се додека рационални луѓе пронаоѓаат ирационални потези во нормалните на власта, ќе имаме погрешни ставови во општеството. А еве според вас уште колку години и уште колку компромиси ќе треба да направиме за влез во Европската унија и секако дали се чувствувате побезбедно овие 3 години? Добар ден. Добар ден. Повелете. Во црвена линија сум? Да, повелете. За прашањето што ве за колку сме безбедни во државата овие 3 години уназад. За овие 3 години уназад сме најнебезбедни, пошто судството не работи за некој и добиват ослободителни пресуди. Тоа се гледа колку дадоа и американците 2% колку имале доверба во судството.
луѓето што е да посадат, нема кој да ги откупи. Зоран Заев си направи тој за него оние фабриките за трескичка, што велеше дека ова е за обожавателите, кој сака да сади по 2-3 корени, ке сади. Сега тој ги сади и тој му ги продава. Да не се прави дека А има тој да не аспект разбира. на влезот на НАТО, колку како членка на НАТО се чувствувате безбедни? Никако НАТО, ни ЕУ, не ни треба НАТО. На нас ни треба само... Ало? Да, ве слушаме, продолжете. На нас ни треба само Путин да победи таму кај што војува со Европа. Европа е најголемите убийци кај што ќе најдат они слабо. Тие во Југославија ја Растурија. Еве какви компромиси треба уште и колку години да направиме за влез во ЕУ? Времето истече. Јас само тука ќе напоменам, ве молам, тоа е правило во црвена линија. Внимавајте на употребата на зборови, навредливи, погрдни зборови, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство не се допустливи во црвена линија. Така да знаат гледачите, слободно можете да си го кажете својот став и секако со зборови кои што се пригодни за целата публика која што ја гледа црвена линија, тоа значи и малолетната. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Не знам дали сум јас или некој друг, затоа што претходно веќе неколку луѓе слушав коментари. Ако може малку погласно, јас би ве замолила. Велам дека не сум сигурна дали јас сум во програма. Вие сте, продолжете, секако сте вие. Воопшто не се чувствувам безбедна, не за овие 3 години, него воопшто од како е самостојна Македонија, не од некој од надвор што би не нападнал, него ние помеѓу себе одека во државава ќе се изедеме, условно кажано, од сите влади кои допринесоа еден куп луѓе да земат бугарски пасоши, да се изјаснат како бугари, и еден куп луѓе да си отидат од државата. Така да не сметам дека од надвор ни имаме некаква опасност, тука е во државата, а НАТО тука ништо не може да помогне. Тоа е се што би кажала. А во однос на тоа уште колку години и компромиси треба да направиме за влез во Европската унија? Не би знаела да ви кажам. Не би знаела. Не сметам дека со ова прифаќање, со влегување со внесување во уставот на бугарите, дека нешто ќе се реши. Не сметам лично. Ќе најдат нешто друго. Не сте оптимист за влез во Европската унија? Добро, да? Тоа имав да ви кажам. Така, во ред, благодарам што споделивте со јавноста и се вклучивте во оваа дискусија денес на црвена линија. Секако топло препорачувам да продолжите да не гледате, па и да слушаме што ќе каже следниот гледач или гледачка можеби. Добар ден. Ден. Повелете. Дали се чувствуваме безбедни? Сигурно да. Еве 3 години веќе не заклучувам дома. Ако мислиме дека НАТО нас ке не чува, се лажем. Се слушаме? Да, продолжете, ние ве слушаме вас. Така, тоа што не заклучувам, НАТО војник има еден ме чува, тоа само нека не лажат, и војската, и полицијата, додека командуваат луѓе со дипломи од факултет за туризам. Не може ние да се чувствуваме безбедни овдека. А компромиси со Бугарија? Вчера искочи по интернет, вртеше интервју на еден македонски бугарин во бугарска национална телевизија и новинарката му вика: "Еми да, вика, и да не вметнат в Конституцијата, ние можеме уште 100 пати да кажеме не на Македонија." Ето што толку пати компромиси ќе треба да правиме. Имате уште време, ќе додадете уште нешто? Па ќе додадеме дека со бугар работа не бива. Ви благодарам и знам дека имам уште 30 секунди.
Има уште 15, но како и да е, благодарам и вам за јавувањето и нормално имаме и гледачи кои што се покуси од 90 секунди, но сметаа дека се доволно јасни и тоа е времето кое што им е неопходно за да го кажат сопствениот став. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во програма сум, да? Да, во црвена линија сте. Ево, црвена линија. Сега да ви кажам за НАТО. Какво НАТО да бидиме ние по-безбедни? Нема од тоа НАТО. Нас да влезе некој со стапке, нисте, па не нешто друго. А за во ЕУ, не до 30 година, до 50 година нас во ЕУ нема да не прима, додека не се откажеме НАТО не прими, а ЕУ треба да не прима. Од се живо. Не слушате? Да. Да, од се живо ќе се откажеме. Прво зајав го рече од Гоце Делчев бил македонски и бугарски револуционер, едно друго, значи тој прв е бугарофил, после другите се бугарофили, дури не се откажеме ние од историја, од се живо. Да немаме ништо македонско, тогаш може да не прими. И тогаш ќе се ништо и клоцата в газ нас се не удрат и не ќе видиме ни македонци ништо. Нашите сте криви. Народо млад, зошто бега? Па што ќе вана, сите од овие министери, од пратеници, сите се нивните на јака позиција. И што ќе прави обично народ? Па ќе бегат во Германија, во Франција, кај ќе знае, ќе појди. Само ова срамота што го прави, а и што го прави Ковачевски, што Ковачевски не го избра никој за премиер, него не го бива за премиер, го кладе Заев. А овај Ковачевски него го бива, да кажам, за овчар, за друго ништо. Ајде, пријатно. Пријатно, уште еднаш ќе посетам, само внимавајте на изборот на зборови, погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза. Не користете, а си како слободно можете и на поинаков начин се разбира со пристојни зборови да се кажат ставовите. Тоа го прават гледачите во црвена линија. Добар ден. Ден. Па еве, се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Дали сум јас на линија прво да прашам? Сте, ве прашуваме, одговорете. Дали сум на линија, јас реков? Да, на црвена линија сте. Благодарам, ајде веднаш да почнем да не ми оди времето. Џабе, макар да, што да ти пази сум рекол, додадете ни до 30 секунди за да бидеме по-комплетни во одговарањето, ама еве како е, така е, која ќе успее да ќе додадете. Да кажеме за НАТО. Дали сме безбедни, дали не сме, во овие 3 години што бидна со ова, со она. Еве, кај што е НАТО, Англија, Германија, Франција, дали знаат овие нашиве што го сакаат, бранат и посекуваат НАТО, дека во тие двете држави од 40-50 хиljadi деца негува секоја година и не им се знае крајот кој е, каде е однесено и зошто е однесено. А се знае каде се, пошто тунелите во Америка, покрај брегот на океанот, сите замоци на големите капиталисти што се имаат тунели, кај што бродовите ги истовараат децата и ги носат натаму, кај ги носат, што ги носат, Бог ти знае што ги прават, а се знае што прават и како прават. Компромисите што треба да ги направиме како земја за влез во Европската унија. Уште колку време и колку компромиси? Ние за во Европската унија не треба да жалиме иш, пошто еве гледаш како имаше умни луѓе, ќе молам да дадете ми некоја секунда да ви докажам. Еве гледаш умна глава како беше еден човек што кажа Светски сојуз на држави. Значи, не е само моето вистинско кажување, има и други луѓе, меѓутоа вистината од луѓето како да не се прифаќа, како да не е потребна. Сите сакат невистината, а невистината не води до самоуништување. Благодарам за вклучувањето. Одиме со твитот на Црногорец. Напишал Македонија е членка на НАТО и на пат кон Европската унија и конечно ќе биде во друштво со најбогатите и најпросперитетните. Тоа е ставање на печат на Македонија и незината државност. Секој што не го гледа тоа или е предавник. Како и да е, што мислите вие, ќе дознаеме во следните 90 секунди. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден. Да, ве слушаме. Се чувствувате ли побезбедно овие 3 години? Нити се чувствувам побезбедно и ништо. С тоа рано бевме многу побезбедни.
Добро, имате време. А сега за влез во Европската Унија. Во Европската Унија, што бараме ние да влеземе внатре во Европската Унија, кога тие, нас македонците, на Вичо и на Кајмак Шалан и на другите, во 48-49 не изгореа сите. Не упропастија како народ, не поделија. Со Ленјир ја делеа Македонија по сртоите на планините 913. И ние бараме од ними да влеземе, со когове да влеземе, од ними подалеку. Зошто ни се? Еве, според вас, некои од гледачите рекоа дека голем дел од младината и се иселува во Европската Унија, така да... Да, му требаме во Европската Унија за лесна работна рака и како робој служиме. А инаку да ти кажам нешто тинека. Да се качиш, да дојдеш во Марово поле, под Мариово, ќе те однесам јас на кота 1050. И ќе видиш лејките што се од Втора светска војна, уште се тркалат по ровоите, кај што беа сместени тие ослободителите, администраторите и други. Така, благодарам многу за јавувањето, а сега одиме со реклами и во делот каде што ќе ги прочитаме резултатите од анкетата. Ете, време е да ја слушаме и видиме како гласа и одговорија Инстаграмџи. Тука ќе ве потсетам да не заследите секако на Facebook, Twitter, Црвена линија, профилот на Телма телевизија и на Инстаграм. А оние кои што веќе не следат на Инстаграм, еве какви се резултатите од нивните одговори на анкетното прашање за денес. Се чувствувате ли по-безбедни овие 3 години? Со да одговорија 20%, а со не 80%. Тука, драги мои, некаде на самиот крај на Црвена линија, сите вие кои што бевте дел од ова издание, топло ве поканувам да продолжите да не следите и со мене да бидете дел од новото издание на Заврти на Телма. Гледачот кој што ме покани да ме однесе на Котва во Беровско, Малешевие, јас го поканувам да се јави на Црвена линија и да заигра денес. А еве ги и прашањата кои што ќе се случат во Заврти на Телма. Например, ќе имаме прашање со која хрватска актерка и пејачка Тоше го испеа хитот "Волем осмех твој". Иницијалите се АШ, па прашање која геометриска слика се добива ако со рамнина пресечете топка низ центарот и уште едно прашање што означува буквата О во кратенката Асном. Па се гледаме.